Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Святия Дух. Аминь. Возлюбени во Христа Бога, братья и сестры, денеска почнува предпразненството на великиот християнски празник, Рождество Христово. И овој денешен ден, прв во низата предпразненствени денови до Божич, Светата Црква Божја го слави големото светило на Црквата Христова Игнатий, третиот поред епископ Антиохиски, уште попознат под името Богоносец. Во истиот овој ден Светата Црква Божја го празнува и големото светило на Руската православна црква, кое што е светило на целата православна црква. Само ние овде се делиме по некакви основи, а и во Царството Небеско тие географски и етнички разграничувања нема да ги има. Та сите македонски светители се светители на целата Црква Божја, како што и сите грчки светители се светители на целата Црква Божја, тоа значи и наши. И сите руски светители се исто така на едната света соборна и апостолска црква, а тоа значи наши колку и руски. И таквиот однос кон нив треба да го градиме, како кон најсвои, бидејќи таму каде што се принесуваат молитви за спасение на сите и на сиот свет. Денешниот светител, еден од најомилените светии на раната Црква Христова, живеел, се разбира, кон крајот на првиот и почетокот на вториот век. Според едно предание на Светата Црква Божја, Свети Игнатий Антиохиски бил детето за кое што зборуваше денешното евангелско четење. Од Христа Господа, земено и ставено во божествените скутини, при изговарање на зборовите, ако не бидете како ова дете, нема да влезете во Царството Небесно. Дали треба ние постарите да подетиниме, да се вратиме ментално назад или нешто друго треба да се случи со нас за да ги исполниме зборовите Христови, неговиот повик да станеме како деца? Јасно е дека Христос мисли на чистотата на детското срце, на чистотата на детската душа, на чистотата и здравието на умот, детски во развој. Никаков регрес во растењето по мерата Христова не е допуштен. Треба да се напредува, а детето е најголем предизвик. Него треба да го однегуваме во срцата наши. Дури Свети Серафим Саровски на едно место забележува дека ќе се спаси оној човек што живее со постојано сеќавање на своето детство. Свети Јован Златоуст на едно место вели дека не било можно
Свети Игнатий Антиохийски со своите очи да го видел Христа Господ. Тој вели дека неговиот дедо бил сведок на сите кажувања Христови, на сите чудеса што Христос ги направи. Че можете да замислите од каква лоза рисјанска потекнува Свети Игнатий Антиохийски. Свети Игнатий Антиохийски е човекот кој што ни кажа несмртните зборови за неговиот распнат ерос Христа ради. Свети Игнатий Антиохийски ја одбил понудата на императорот Трајан да стане прв човек на блискоисточните римски провинции во римскиот парламент под услов да се откаже од Христа. Гледајте, римските императори точно знаеле со какви духовни и интелектуални потенцијали располага младото христијанство. Зато и таква понуда. Понуда каква што тешко би ја одбил некој наш современик. А Свети Игнатий без двоумење ја отфрлил. Но веднаш потоа бил спроведен од центурион во придружба на 100 војници римски, добро обучени и извежбани во измачување на елитните представници на црквата Христо. Та пешки од Антиохија, денешна Сирија, до Рим го спровеле со намера таму во престолниот град да му пресудат најсвирепо, најжестоко. Патем, патувајќи низ малоазиските апокалиптички цркви за кои што пишува светиот апостол Павле, Светиот Игнатий писмено со посланија им се обраќал на сите од 7 малоазиски апокалиптички цркви и неговите посланија се величествени, преполни со висока возвишена теологија, особено со ненадминатото учење за Светата Црква Божја. А потоа во контекст на учењето за црквата и учењето за клирот на црквата, за епископот, презвитерот и дјакон. Без тие негови записи незамислива е еклесиологијата на Светата Црква Божја до денеска. Тој ги има напишано златните зборови што денешниот патријарх Цариградски не ги почитува. Еден епископ во една помесна црква. И нема црква таму каде што нема еден епископ, еден презвитер и еден дјакон. И се разбира потоа сите видови на црквено служителство во црквата Божја, Господја. Гледајте, почетокот на вториот век е во прашање, ако не и крајот на првиот век. А теологијата на Свети Игнатий Антиохийски ја надзидува, ја надградува теологијата и еклесиологијата на апостолот на народите Павле. Се разбира, се ова што јас така го нафрлам во мојава денешна беседа, заслужува да биде детално објаснето, но за тоа ми треба многу време. Јас тоа го правев со голема љубов, кога предавав патрологија на Теолошкиот факултет во Скопје.
Пред да стигне во Рим, браќа и сестри, му било кажано на светиот Игнатий дека римските христијани се организираат да го ослободат од оковите што му ги наметнал императорот Трајан. И тогаш тој го напишал посланието до римјаните, во кој што ги моли да не го спасуваат, туку да допуштат челюстите на дивите зверови да го сомелат неговото тело како што се мели зрното пшенично и се претвара во брашно, за од него да се замеси лебот на животот. Христос зарад нас, распнатиот, убиениот, погребениот и воскреснатиот. Римските христијани ја слушнаа пораката на својот сакан пастир и тој беше фрлен во римскиот Колосеум и растргнат од забите на дивите зверови. Речиси целото тело на светителот било изедено од нив, освен една коска и срцето негово, кој што чукало цел живот за Христа Господа. Според едно друго предание се вели дека врз зидовите на неговото срце било испишано името Христос. Ете таков светител славиме денеска. Одличен пример за нас христијаните во 21. век. Зашто во суштина начинот на живење во Христа во ништо не е променет споредено со животот на христијаните пред 20 веков. Истите искушенија не чекаат, истата трговија што овој свет ни ја предлага да направиме компромис со пандемониумот, кому сите народи и мокници на овој свет со невидена леснина му се поклонува. Да би сакале и денес, како во времето на Свети Игнатий, Христос дефинитивно да се всели во тоа паганско светилиште. Но ниту тогаш, ниту денеска, вистинските христијани тој компромис нема да го направат. Но и тогаш имало слаби христијани, како што и денеска не има, и компромисите ке ги има од страна на слабите и недоследните, кои што би сакале да го спасат ујгунот на својот стомак, својата кариера и се она што овој свет нам луѓето ни го нуди, како и сите волшебства што произлегуваат од тие понуди, но чие траење е траењето до гроба. А што потоа? А потоа е тоа што ни порача Свети Игнатий Антиохиски. Да се живее и да се умира за Христа, да се биде жител на Царството Небесно, за кое што вчера читавме дека наликува на синаповото зрно и на квасецот ставен во тестото замесено со брашно и вода. И дрвото синапово прераснува од најмалечко растително зрнце
vođinovsko drvo i testото, odnosno brašното и водата замесени и заквасени од квасецот нараснуваат стоstruko, за да имаат сила, за да имаат потенцијал да ги задоволат сите наши потреби, се човечките потреби. Затоа, браќи и сестри, и јас се осмелувам денеска да ве повикам неотстапно да го живеете примерот на свети Игнатий Антиохиски. Не чекаат уште многу искушенија. Ако очекувате послани црвени теписи, се лажите. Ама крстови колку да сакате. Ако сакаме да бидеме христијани, ќе имаме доволно многу предизвици за тоа. По молитвите на свети Игнатий Антиохиски и преподобниот и праведен отец наш Иоан Кронштадтски, Господ да ја засили нашата вера, да ја умножи нашата љубов, за да не ги посрамиме нашите свети предци, кои што под сите робства, браќи и сестри, не ги жалеле своите животи да го сочуваат и да го спасат светото православие како единствена и незаменлива философија на животот во Христа Богочовекот. Амин. За многу години.